твојот порив беа овие проблеми што ги спомна сега или како? Што се случи? Па љубат денешните Како настана впрочем? Љубат денешните припадници на левица да кажат дека се деца на транзицијата. Па и јас сум дете на транзицијата, имам 45 години, немам 65 или 75. Како беше она, не можам плочки да си ставам во купател, аз сум професор. Ја немам потреба, моите се уште Така? од социјализмот. Ја живеам у зграда изградена 86-та година. Значи, и ти плочките плочки не не ми се лепиш смејат во- и по 40 во години ми купател. стојат исти у купател. Зашто ги мене убаво ми се квалитетни социјалистички бел дезен, феноменална плочка. Немам потреба. Се жала дека така некој се види. Стварно им паѓаат, може не знам да. зашто им паѓаат. Мене не ми паднале. Ниту Слаб е една лепакот плочка изгледа. немам. Слаб лепакот најверојатно. Не знам од кој лепак Како земаат. впрочем настана левица и зашто? Левица како левица беше, да се разбереме, сега сериозни да бидеме малку. Па и сега гледачите бевме. ќе помислат дека не сме сериозни. Левица, ние бевме у суштина авангарда. После 91 како идеја никош не се јавила, значи. Авангарда во Зборувам за вистинска луѓето смисла на авангарда. зборот, не е сегашниот. Јас со гордост можам да кажам дека ние припаѓаме на авангарда. Тоа е, времето е такво, ние сме авангарда. Значи, и тоа тлееше, значи, тоа тлееше со идеја? години. Али тоа со години како идеја тлее, значи, предходно можеме да се подсетиме дека и во владењето на партијава која сега македонска на власт и во предходната која беа на власт, нели, до пред 3 месеци, во Македонија се случува социјални експлозии. Од останување безработни или јадници работници, значи стечајци, до студентски протести, до пленуми, до типа протести од аспект на кога ќе се случи, не знам, убиство, намерно, грозоморно убиство на млад човек кој што беше смртта на, нели, морам да спомнам на Мартин Нешковски, млада особа, 2011. Додуше тогаш беше актуелно, нели, затварањето на На1 телевизијата. Да, тоа на площад, тоа беше спонтано. Не постоела никаква организација. Јас, значи, децидно тврдам дека првите, барем 7, на 15 на денови, јас бев активен таму до 8-миот ден. Значи, на оние спонтани протести. И бев еден од Говориме за 27 април, што се случи... Не, зборувам многу порано. Зборувам на месец јуни, изборите кога беа 2011 убиството на Мартинос. 27 април е многу подоцна, 2017 тоа. Значи, 2011 во таа смисла, значи, такви протести, значи, граѓански револти и се случувало, значи, спонтано движење. И сега секако удел земале одредени невладени здруженија, организации, нели, разноразни либерални леви платформи. Постоеле од секогаш ги има, нели, во овој наше македонско општество. Можам да кажам дека таа идеја беше добра и беше оправдана пред се. Се познаваше со кредибилна, не па како ние, се знаеш, идејата беше вака. Кога се стрекававме ние луѓе меѓу себе, кога говоревме дека решението ни уствари сите бевме свесни дека институционалната борба е она вистинската борба. Дека треба да се оплоди сето тоа во една партија која треба да влезе, значи, да влезе еден ден во парламентот, не мора власт да освои, не мора ни у наредни 10, 20, 30 години да освои власт. Има некаква си одредена моќ која ќе раководи. Не, она ќе биде плюс коректив на општествените неправди прво, значи, а после и на власт. И тоа е тотално легитимно, да се разбереме. Формирањето на левица, значи, е најлегитимното нешто што требало да се случи на политичката сцена во Македонија. Зборам, значи, во плурална Македонија, после 91 година, во повеќе партискиот систем. Добро, кажи ми го првиот состанок кога се... Состаноците се одвиваат парцијално, генерално јас на некој сум присуствувал, но на повеќето не сум присуствувал. Ме контактирале луѓе, значи, кои исто ја застапувале таа идеја, се до оној момент додека не се решивме да ја оформиме партијата.
да формираш партија во Македонија е Сизифов посал. Дали- Само Сизифова работа е, пошто во Европа секаде во нормална држава, као Босна, као Хрватска, Босна не морам да ја спомнам, она е у Западен Балкан и географски и политички секој припаѓа тука, но е во малку подобри држави, као Хрватска, Словенија. Таму ви требаат 100 или 200 потписи да формирате партија. Тука е ѓаволските. Овдека е 1000. Ја мислам дека нема изненадување да биде ако сега големи партии побараат и 5 или 10.000 во иднина да биде. И тоа е веќе ирелевантно. За да не веќе. може никоја партија. Да, за да одиш партија да правиш. Мислам, и нема потреба веќе некој да се мачи да прави, пошто тоа е стварно тешка работа. Одење во суд, вадење документи дека не се осудуван, други документи, заверување на нотар, приложување сите тие 1000 потписи, значи, и тоа се 1000 основачи на партијата. И пленумот се одржува на почеток на февруари 2016 Значи, вие година. имавте пленум. И Да. таму беше... Значи, пленумот ако не е се лажам, највисокото раководно тело Така. кој се одржува на секои 3 години. Испод пленумот постои централен комитет, па постои президиум и се пониски Дали ешелони. Димитар Апасиев беше дел од тој пленум или подоцна? Да, он е еден од ностовачите, значи он е од сам почеток на левица. Мислам, Така. може да се зборува било што за некои луѓе, не само за него, но меѓутоа кога зборуваме за основањето на партијата, да, он и сите останати. Дали Се- првичната идеја беше да има председател таа партија или не? Заради тоа што имам слушнато дека председател подоцна дошло дека не било договорено Да има се председател. разбереме, откако значи заврши проектот или идејата Левица како Левица која јас ја познавам, значи кога си завминавме сите ние од таа партија и покрај тоа што некој сака да каже денес гордо дека избркале или се добро, можеби за мене нека кажуваат дека ми избркале. Не е проблем, нели? Ќе Но дојдеме меѓутоа и за има тоа, луѓе, не е има тоа проблем. луѓе кои си заминале, значи биле резигнирани, значи од односот внатре. Партијата првично како партија Така. формирана со такви раководни тела, дали постои поголем степен на демократија во едно општество, па и во една партија? Ако немате председател на партијата, него имате колективно тело. Значи, сите имаат право на глас подеднакво внатре. Имате централен комитет составен од 50 луѓе и сите 50 луѓе им се слуша мислењето. Дали е тоа повисок степен на демократија или кога имате еден вожд и се Вожда. чека, и се чека значи неговиот параф или неговото аминување. Значи целта беше првична да одлучува мнозинството. Тоа е идејата на Левица, значи. Така и се создаде. Токму Така и се за да не заради биде иста тоа, како значи, другите партии. ние требаше, значи, како авангарда да демонстрираме демократија во Македонија. А еден од степените на демократијата е и на тоа како функционира внатре една партија. Значи, статутот беше напишан феноменално. Значи, се знаеше во статутот прецизно кој одлучува, како се одлучува, највисоките органи на партијата, кои се, значи, кога се одржува централен комитет, на колку време, кој членува се во централниот комитет, кои се членови на президиумот, кој носи одлуки, кога се носат важни одлуки, пленумот кога се свикува, значи, сето тоа беше убаво дефинирано, за разлика, нели, кој имате еден председател, кој сепак избран со акламација. Како се случи токму господинот Димитар Апасиев, сегашниот председател на Левица, да каже, ова веќе вака не бива, од денеска јас сум председател? Па тоа не се случува преку ноќ. Значи тоа е процес. Тоа е процес Ти внатре беше во ли на тие партијата. состаноци кога Значи, се тоа генерално одлучуваше? вака, партијата ако е создадена, значи 2014-15, зборувам се создава тогаш, официјално не е создадена, но она се Да, создава да. кивото нејзино, кој кажав дека Се од собираат различна документи. провиененција припаѓале луѓе. Имало од лев центар, умерен, иако ја тврдам дека не постои центар во политичката теорија. Тоа го вика исто и Кен Лоуч, еден од најреномираните, значи, општествено ангажирани режисери на сите времиња, најдобри филмови човекот има Значи, направено. лево и десно. Он има кажано вака, ако се движиш ти посред улица, сигурно те удри автобус или камион, мораш да иш или лево или десно. Има Значи, логика. немаш центар, да се разбереме каков центар. Значи, и имаме од тој лев центар, значи, умерен до радикална левица.
постоело кај нас, значи. Но проблемот по мене е кога веќе ние сакавме да демонстрираме демократија, ние изгледа не го проценивме, значи капацитетот на македонскиот електорат. Во Македонија и ден денес не постои политичка култура, да се разбере. Дали направивте грешка со Димитар Абасиев? Не, прво грешката беше тоа што во самата партија толку се демократизиравме да дозволивме да постојат и фракции внатре во партија. Имало 4 фракции, ако не се лажам. Има една официјална и неофицијална. Ленка. И една со тенденција. Не, тоа се невладини организации, значи тоа се припадници кои претходно доаѓаат од Ленка и од Солидарност во партијата. А внатре во партијата, тоа што некој сака да се кажува дека е ленкист или е некој од Солидарност, тоа нема благе везе, значи. Правиме муавет на папир една, тоа е троцкистичка, екстремно лева, значи. Јас можам да кажам дека они се едни од виновниците за сите случувања. Тоа е таа лева, крајно лева фракција, тие троцкисти. Значи тоа беа 6-7 луѓе. Значи не сакам да спомнувам имиња, сами ќе се препознаат. Так. А од друга страна, Зашто што направи они? Што промени они? Они беа теоретичари. Они само теоретизираат. А пракса слабо идеш. Пракса слабо. Од друга страна имаме, значи, истото се случува, но политички идеолошки со нив никогаш не може да најдат заеднички јазик. Значи тешки за и меѓу себе, значи се гледат како еден вид реакционери внатре во самата партија. Значи, и што се случува? Тоа тлееше, значи, со месеци. Се чувствуваше на одредени централни комитети на кои јас дури доаѓав од Љубљана само на 2 дена, доаѓав во Скопје, дури дома не оде во Свети Никола, значи доаѓав во Скопје само за да одам на централен комитет и се враќав. Еднаш сам успеав да отидам до Свети Никола и тоа ми беше. На еден таков состанок, или како да го кажам, кога сте се вратили од Љубљана, дознав дека сте биле избркани или полиција било викано или дали е тоа вистина? Почнале да се шират. Па имаме информации. Вие дојдете дури од таму токму заради состанокот и нешто тргнало. Ајде веќе кога начнавме муабетот да го кажеме. Да. Мада мислам нема потреба, не ни сакам никаков публицитет, не барам. Но веќе кога го начнуваш ова, гледам дека некој дојавил, сепак излегло тоа. Ја мислев дека никој нема се случи да ме праша за ова. Точно е, тоа беше предпоследниот централен комитет. Меѓу другото, јас сум легол со неколку од нив, тоест од сегашната левица во конфронтација. Тогаш, меѓу другото, беше на предходниот, предпоследниот ЦК, каде што се расправаше дали да се оди со движењето Бојкотирам. Јас реков дека ние немаме потреба да се едноставно компрометираме да одиме. Нели? Јас дури бев и со гордост можам да кажам дека јас сум единствениот припадник на левица, зборувам на таа левица нели од 2015, 16, 17 година. Како што умеете да кажете таа левица што ја препознав. Да, тоа е авангардата, значи во која бев против шарената револуција. И јас знаев дека едно зло со друго не може да се замени. Они сите учествуваа, беа и со знамиња, беа. Ја секојдневно, значи, тогаш имав активен Facebook. Пред времето. Ја бев далеку, значи пред нив. Мои одредени написи тогаш се уште ја немав страницата, сајтот. Мои одредени написи тогаш ги споделуваше гордо и една почитувана професорка универзитетска, која патем беше една од кандидатите за председател. Значи, после тоа се случија некои работи и го изгубив контактот со неа, она веќе не сакаше. Добро, Гордан, каде настана конфликтот со сегашниот председател? Што се случи на тој состанок? Конфликти имаше повеќе. Па на тој состанок
вообичаено, значи јас се држев строго до статутот. Статутот стар предвидуваше дека он е достапен и упишена форма може да колку и да тврдат дека тој статут е нелегитимен. Како може статут нелегитимен? Во тоа време и те како беше легитимен. Сега они си имаат нормално нов статут кој е изменет скрос. Во тој статут во членот 31 став 2 се вели дека на седница на Централен комитет која се одржува, а на која се говори или се разгледуваат важни прашања, значи може, значи по исклучок да присуствуваат и надворешни членови кои не се значи членови на Централниот комитет, значи и симпатизери. И симпатизери или експерти. Значи без право на глас. Добре. И јас сум свесен за тоа дека јас немам право на глас. И јас и не гласам. Но меѓутоа јас имам право да искажам свое мислење на таква седница, ми беше тоа ускратено со гласање на колективно на ЦК. Значи, предлог се даде дали Гордан Стошевиќ треба да присуствува на оваа седница или не. Кој е за, кој е против. Од 50 луѓе 45 гласа јас да си заминам, само 5 гласа јас да останам. Значи, као сега знам кои се тие 5 луѓе. Значи, не е важно, нема потреба да ги спомнам. Да. И јас реков не излегувам од седницата. Ајде да видам кој е маж што се родил овдека да ми изнесе со столица мене. Има па 45 мажи беа присутни и 5 жени. Ја бев 51 од тогаш. Значи 45 мажи шта? Да, ама види ти за Белја никој не служел воен рок од нив, И си викаш кога ќе влезе агресор, а они се револуционери, како ќе ја бранат држава од надворешен агресор? Да. И ја им реков да им купам нешто, некои цвекерски радњи и кебани да продаваат, пошто така може само агресор да пречекаш, нели, со црвен тепих и со цвекенце. Не знаеш пушка да раководиш пиштол. Они се револуционери. Во кошоли. Без разлика може да бидат и во тренерки, се едно е, значи. Сигурно знаат кој е дрес кодот нивен. Иако популизмот денес не познава граници, нели? Можеш да глумиш лудило ти да одиш, не знам, скотскан убаво прикладно облечена, да живееш комунистички, а можеш да глумиш дека си комунист, а да одиш онака оскудно, демек се тресеш, ја... И што се случи кога им кажа не излегам, јас сум тука? Јас со Словенија сум дошол место да ми синјата капа, вие ме бркате. Ја очекував некој маж да се јави да дојде да ме скорне од столица, си викам, станам од столица. Не станувам, едноставно не може никој, ја морам да бидам присутен тука, зашто се одлучува по важни прашања денес на тој состанок и не може никој да ме, зашто ја се држам до статутот на партијата. И ништо. Нема мажи, бидејќи нема мажи, еден од мажите се јави во полиција и кажа дека има проблем и јас сега на мое големо изненадување, бидејќи председател да не? Немаше тогаш председател, значи, тогаш немаше председател и дојде после час и половина, дојде полиција, дојде неколку полицајци со Марица надвор со овакво. Јас се легитимирав. Со Марица дури? Па кола ли беше, Марица ли беше, не знам, решетчиња од страна има онага. И јас се легитимирав. Нормално е дека треба да се легитимираш и покрај тоа што не побараа кој сум, шо сум, да го ја прекршив на било кој начин редот и мирот внатре, значи во хотелот во кој се ти не си се тепал, ти не си се дерал, не си викал ништо. Мене ќе ми сврле обезбедувањето на хотелот, да се разбереме таму. Значи, доаѓа полицијата, они нема што да прават, тука они почнуваат мене да ми се силат као видеополиција, почнуваат одредени, одредени луѓе, тогашни членови од партијата кои не го поддржа, имаа мажи кои вербално, значи, уста земаа моја мајка. Што значи? Да, притоа човекот е универзитетски професор во Штип на ГДУ, предава етика. Не сакам да го спомнувам. Он беше еден од најжестоките момци кои со псовки, нели, пред полицијата. Па тој сега е голем маж.
Па он е сега голем професор, он нашата младина ја учи на етика и на морал. Нели, идните академски граѓани под негова палица академска се наобразуваат. И ништо, полицајците се јавија до виш инспектор како да постапуваат, го праша. Он им рече у суштина дека ја бев присутен и покрај тоа што они после тоа имаат цвртено приказната у 180 степени. Значи, он им рече дека во суштина они треба да бидат присутни седо дека сум ја внатре и ако случајно мене некој ми се заканува или физички мене дека они треба да ме заштитат и мене ме штитеа у суштина, а не нив дека мене треба да ме изнесат. Они очекуваа лисици да ми стават. Они прво млади полицајци, се гледа дека млади полицајци, луѓе кои немаа ни 30 години, 25 години дали има, и они беа изненадени, значи сето тоа видоа дека нема никаков проблем, дека културно се легитимирава и ништо, они ја напуштија седницата и беа надвор 2 сати. Скоро ја бев внатре сам со полицајци. Значи може проблем дури па направи. Што? Да. Они сакале обратно на тоа беа револуционери кои патем истите тие револуционери носат мајци со Че Гевара, а со црквени знамиња пред разни црквичиња се слика дали у аеродром или било каде. Мислам, тоа е политички прво и идеолошки оксиморон. Ја мислам дека Че Гевара се превртува у гроб. Тоа е нешто неверојатно, значи, во наш политички дискурс. Значи, онакво деградирање на онаква идеја да се случи ова едно на дното, како што викаат србите. Значи, така. И ништо, времето поминува, тече времето. Ти си тука, Јас си седам внатре, дојдоа од хотелот, ми понудија дали сакам кафе, чај, останав тука. Имаше тогаш еден другар, значи, повозрасен човек од Кочани, кој имаше некој случај кај негова фамилија, значи, дали беше жена во прашање, мислам дека итен случај беше во болница однесена и се работеше за тоа он да биде поблизу, значи, до таа особа, не да губи време тука и ме замоли неколку пати. Значи, дај да не правам глупости, да се откажам, ова не води никаде, као. Јас сум доста емпатичен човек. Луѓе кои ме познаваат, оние најблиски луѓе знаат дека работи, да емпатијата секојаш. Мада јас како одминува времето се држам до онаа позната максима, што повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе ги сакам животните. Тоа е мојата максима. Одлично трајче и тоа е максима која треба се почесто се држиме, значи. Точно. И му реков, оке, друже, значи јас ќе се повлечам, ќе заминам мирно, останатите час и половина, 2, колку имате од терминот, пошто треба да дојде некој друг после. Значи, бидејќи не можеш ти да седиш вечно таму, имаш термин од 12:01, таму до 6:07 и си заминуваш, значи после доаѓаат други некои кои имаат закупено простор. И им пропадна генерално тој ЦК, ми кажуваа луѓе, после другари, дека било доста набиена, електризирана. Јас си отидов веднаш и седнав со некои пријатели после, на чај, на кафе. Дали има капацитет според тебе сегашниот председател за да биде председател на левица? Имам слушано дека на некои од таквите ЦК, како што ги спомнуваш ти, дека дури го нудел својот полов орган за дегустација. Така слушна во една емисија. Не би сакал да коментирам. Зошто има ли вистина во село? Имаш ли ти слушнато нешто ваква работа? Генерално на мене лично не ми рекол такво нешто. Се вртеле низ кулари муавети дека да, го говорил тоа и поготово говорил, значи, на женски персони, значи тоа и како шовинистички, кога ќе се обратите, нели, на другарка, која при тоа, пази, делите исти идеи со неа, пази, со партика, значи, да, и дека такви чести испади имал, но меѓутоа, нели, тоа е дел од неговото однесување, што домашно воспитување, што како резултат на неговото академско делување. Ја мислам дека он треба како професор универзитетски да биде интелектуална појава, која ќе биде окарактеризирана пред се со едно сталожено, мирно, он е контрата. Цивилизацијско, човечко однесување. Добро, може би он сака да биде антипод на таквото однесување, може би мисли дека
подобро е дека на примитивизмот треба да се врати со примитивизам. Може би е легитимно и тоа. Не викам не. Значи, секој одговара за своите постапки, како јас тогаш кога сум влегол, значи, пресметано и покрај тоа што имав квалификации дека треба да проработат институциите на системот, па да си го добием заслуженото место на или на одредена институција да посетам, зашто сум не бил непресметлив. Непресметлив човек не може да прави она, значи она може само пресметлив човек да прави. Да отиде онака и да им каже луѓе полека, има статут на партијата, значи не можете. Но пак ако се вратам, значи на редниот централен комитет кој веќе скоро и да не е одржан поради немање кворум и после кој веќе има превземање на партијата, но не каубојско превземање како некој сака да го каже тоа. Го украл овој печатот и штембилот. Тоа им е следното прашање. Дали има вистина дека со фалсификација преземал партијата? Постојат, значи, одредени заради тоа што каде е печатот, таму е... Значи, да се разбереме, ако е тој печат и тој штембил валиден, значи, ја не сакам сега да го амнестирам него од одговорност, но меѓутоа постои цела една екипа, значи цел еден тим, кои веќе знаеле, значи, внатре што се случува и покрај тоа, и покрај одредени сугестии кои не само сум ги давал јас давав цело време, дури од Словенија сум давал сугестии на одредени мои другари дека внатре во партијата има одредени случувања кои нема да излезат на добро и дека ќе се случи можеби раскол и превземање на партијата или пуч, не знам како е соодветниот збор да се каже пуч, дали преку пуч ја превзел, но он си ги имаше во него беа печатот и штембилот. Отишле, само смениле брава у канцеларија, но таа канцеларија повеќе луѓе има пристап, значи клуч по статут. Ако видиме кој све имал од канцеларијата, ќе видиме дека многу личности имале, неколку биле. Имале, но никој не го земал печатот освен него? Не, печатот беше предаден од одредена особа внатре високо позиционирана во таа партија, високо позиционирана под наводници. Нема високо позиционирани, тоа е сепак колективно тело, но доста експонирана особа не му ги предала печатот и штембилот. Ти му рекла дека Димче, дека овој треба да се пасивизира и дека Димче треба да биде правен застапник на партијата и дека он треба да се експонира и тоа е легитимно сосема. А тоа што после се направени одредени превиди во самата документација, во делот на членството, кои луѓе се масовно избришани од членство, ме подсетува како 90-91 во Словенија, кога на 25-30 илјади државјани на Социјалистичка република Словенија, кои се отнели од српска националност, боснанска, македонска, име преку ноќ одземено државјанството, где право на државјанин во новата, нели, држава Република Словенија. И ова така се има случајно преку одредени циркуларни писма, преку мејлови се праќа дека не си више член на партијата. Преку мејл. И сега тука веќе имаше спорови и околу јавните гласила, имаш јавно гласила типа службена Facebook страница на партијата. Дали е превземена или не? Обиди за превземање или не? Остана од онаа друга групација внатре што беше најконфронтирана со него, ја задржаа, значи управувањето го задржаа, они си направија нова страница, сегашната Facebook страница нема никаква врска, не ја презеле они. Значи нова е. Нова е. И си направиле 100.000 следачи, и тоа е легитимно. Но другото што е легитимно, целиот тој судир, кој внатре тлееше, не беше незанемарлив, онака, као, не е важно што се случува. Као, секоја партија има, нели, фракционерски случувања внатре, обструирање, реакционери, има вакви, онакви. Не, ја ќе бидам сега саркастичен. Ако, значи, овие троцкистиве, кои беа теоретичари, паметњаковичи, длабоко суетни луѓе, многу посуетни од него, да се разбереме. Многу полоши. Ако треба квалификации да давам, јас можам до утре да говорам за тоа, но него не сакам, значи, публицитет да им давам на тие луѓе, само ќе речам дека кога веќе тие две струи внатре во партијата, значи, нивниот судир излезе на површина,
Овие, ако речеме сегашнава левица, ја би ги оквалификувал како монтањари или господата од високите клупи у времето на Француската револуција. И они се пресметаа буквално со нив. Значи, до душа, нели, тоа се две групации кои во различни историски контексти.